Темата која што ја започнавме во текот на вчерашниот ден, дефинитивно околу психолошката состојба на децата кои се жртви на семејно насилство и општо на насилство, ја продолжуваме и денеска ќе зборуваме со Ана Битолјану, која што е член на првата детска амбасада Меѓаш, и вчера Андре зборуваше од психолошкиот аспект, денеска да, ќе зборуваме и од таквиот аспект, но и од статистичкиот аспект. Па господја Ана Битолјану, добро утро, се надевам дека се слушаме се во ред, конекцијата дека е добра. Добро утро. Јас се надам дека конекцијата е добра и фала ви на поканата. Се надам дека ќе имаме убав разговор околу денешниот меѓународен ден. Повторно денеска вонредната состојба ни приложува полициски час кој што ќе започне од 21 па ќе трае до петок до 5 часот наутро. Колку вонредната состојба и седењето дома изминативе 2-3 месеци го подигна бројот на деца кои што се жртви на насилство? Нема зголемен број најавувања на СОС линијата, меѓутоа тоа не значи дека се тоа релевантни податоци. Допрва треба да видиме што се случува и како се вкупно кризата се одразува врз децата и младите и на ниво на општество и на ниво на некоја статистика или бројки. Генерално тешко е да се јават, бара охрабрување, бара контекст и поддршка на средина, такаш и во нормални услови, а не во дополнителни услови на криза и една општа нервоза. Кај поголемиот дел од јавноста како насилство врз децата многу често се категоризира физичкото, секако дека огромен дел е тоа, но кое насилство според вас еве највеќе влијае и каков тип на насилства постојат? Токму поради таа општествена перцепција и препознавање само на физичкото насилство, имавме повеќе кампањи кои што се обидуваат да ја подигнат свеста за другите видови. Особено за оние кои што се помалце видливи. Веројатно повеќето граѓани и граѓанки можеа да ги видат оние плакати и билборди "Поробите повредуваат", каде што кажуваме на вербалното насилство, меѓутоа и на другите форми на сајбер насилство, на социјално насилство кое што е исклучување, оговарање или нешто што не е толку лесно препознаено и видливо. Исто така да не се занемарува и сексуалното насилство како особено драстична форма на насилство. Да, и токму таквото насилство и тие што ги споменавте дефинитивно влијаат во текот на детскиот, односно на животот на детето. Статистички, дали може би имате информација колку во Македонија, колку во регионот или општо во светот статистички се двоиме, дали сме во позитивна или во негативна бројка? Оно што се наше сознание е дека во моментот ситуацијата е да се собираат податоци. Впрочем, не би можеле да кажеме ништо издржано од тој да биде подкрепено со податоци, меѓутоа важно е сериозно да се пристапи откако ќе пројде и од кризата и откако ќе се нормализира на начини кои што ќе може да укажат каква била реалната слика, не она што посакуваме, него просто да видиме што се случува за да можеме да градиме начини на реагирање на сите чинители кои што би можеле да помогнат и да ги поддржат децата и да ги заштитат, што ни е и должност впрочем. Така. Дали денеска на меѓународниот ден, на светскиот ден на децата жртви на насилство, можеме да кажеме во 21 век дека конечно одиме во нагорна линија во смисол на свеста на дечињата да го пријават насилството, или сепак се уште стравот преовладува да не го пријават и да го трпат истото? Две работи би сакала да спомнам денеска околу денот, кој што е исклучително важен затоа што ги адресира и не опатува да погледнеме кон децата кои што се загрозени, погодени пред се од војна, војни конфликти, учество во било какви војни дејствија. Во време кога сме фокусирани со сета сериозност на пандемијата, лесно забраваме дека постојат голем број на конфликтни зони во светот и дека децата страдаат како од самото насилство таму, така и од невозможноста да дојдат до адекватна здравствена заштита. Кога правиме преглед каква е ситуацијата во светот, ние сме во моментот фокусирани на короната, што е разбирливо, само да имаме чувство дека постојат уште милион други проблеми кои што ги погаѓаат децата за кои што треба да реагира. Вториот момент околу пријавувањето има напредок. Децата се повеќе ги знаат своите права, во моментов е и подготовка на алтернативен извештај за детски права подготвено деца во Македонија, така што тоа е една нагорна линија која што никогаш не запира. Тоа само значи дека ги осознаваме, се учиме, се поддржуваме, меѓутоа во исполнување и во
заштита на тие права постојано треба и да се внимава и да се вложува труд и напор и желба пред се. Да, имам неколку прашања секако за светските рамки, за дечињата кои што ни доаѓаат од Сирија, од Палестина, од Африка, не само војни конфликти, туку и оние дечиња кои што немаат ни јадење буквално во текот на денот. Ќе зборуваме за тоа, имам уште едно прашање околу свеста на самите дечиња. Многу гледаме често дека има страв да пријават дечињата поради страфот иднината, нели, да го изгубат семејството и така натаму, но факт е во денешно време дека дечињата повеќе не веруваат на институциите дека можат доволно да им помогнат. Зошто е тоа така? Да, тоа е загрижувачки момент, доколку се нема доверба во возрасен, особено возрасен од институција. Мислам дека одговорот е повеќе сложен. Она што не се успева да се изгради е чувство дека особата што доживува насилство не е одговорна за тоа и дека тоа мора да биде запрено. Дека насилство во било каква форма не смее да биде прифатено и нормализирано. И тука некаде се и клучните моменти како да се работи на тоа да полесно се пријавува и да се има доверба во институциите. За да се има доверба треба да бидат функционални, адекватно да реагираат, брзо да реагираат и да има соработка со сите чинители кои што работат на тоа поле. Дали во Македонија постојат институции кои што не помошна дечињата, туку во такви дадени моменти би реагирале да им помогнат на родителите кои што не можат да ја контролираат својата агресивност, за да не дојдат веднаш до несакани ситуации за разделба помеѓу родител и дете? Да, разделбата е последен момент, некако и последен, каде што претходно се исцрпени сите можности. Секако дека постојат и дека се работи, и апсолутно се работи и за зголемување на капацитетите на оние институции кои што треба да реагираат. И повторно ќе нагласам дека најчесто секој пат е недоволно. Грижата за деца и детската добросостојба се уште не е приоритет, односно не е нешто што би а зашто имаме начално консензус општествен, како и повеќето општества. Меѓутоа кога ќе дојде во практично исполнување на тоа, некаде затајува. И тие затајувања кога се приметуваат или кога упатуваме критики, идат во правец да се унапредат. Тоа не се критики сами по себе дека некој лошо постапува, него ајде да видиме како може подобро, како може побрзо и како, впрочем, може да се направи систем кој што се грижи и за поддршка на родителите, и за поддршка на децата, и при тоа да се гради општествена свест, да нема стигматизација околу тоа што се случува. Сега, например, беа добри иницијативи, телефонските броеви, каде што може да се обратат и родителите и децата поврзани со состојбата со коронавирусот. Тоа е исто еден од механизмите. Тие треба да се градат и на начини да се достапни, да можат да бидат и анонимни, да пружаат начин на поддршка на која што на луѓето им е потребна. И тука е цела лепеза на можности и потреби кои што стојат во такви дадени ситуации. Да. Малку сега да ја осврнеме темата, нели, на светско ниво. Она што е позитивно за нас, за дечињата во Македонија, дефинитивно е дека за 90% ќе кажем или на глобално ниво во Македонија, генерално детските права се заштитени и се внимава на тоа што и како учат, живеат, буквално со кои се дружат дечињата, но кога веќе ќе зборуваме за земји како Палестина, како Сирија, општо за континентот Африка, дури доаѓаме до степен кога во 21 век немаат храна, а камоли кога веќе ќе ги споменеме дечињата со војните. Зошто е тоа така? Кој се грижи сега за нив? Какво е вашето мислење? Тоа е доста широко прашање и некаде исто и на светско ниво покрај сите усилби да се обрнува внимание и сите цели долгорочни и обемни не успеваме да ги како човештво, како свет да ги реализираме. Состојбите се делумно такви и поради навикнувањето. Светот е заинтересиран, ние сме заинтересирани само доколку е нешто сензационално. Ако се осврнеме, ако видиме дека има земји каде што војни траат со години и ние сме на тоа навикнати или се уште бараме решение за палестинското прашање, тоа е исто дел од одговорот. Втора работа е тој некаков страф од загрозување од другите, некаква ксенофобија која што се јавува, која што можеше да се види при поминувањето на бегалците на балканската рута низ Македонија.
Исто така и тука добар дел од децата беа заглавени во камповите без можност да посетуваат адекватно образование или да се види како би можел нивниот живот да биде олеснет од моментот кога стигнале во Македонија до решавањето на нивното прашање кон нивната финална дестинација каде што требаше да бидат згрижени. Можеби би требале повеќе да се прашуваме зошто е светот во ваква состојба и можеби коронава е добар момент да си ги преиспитаме вредностите и повторно да се потсетиме и на Африка и на сите овие кризни жаришта за кои што имаме релативно малце податоци или она што го знаеме е само на ниво на болка и страдање. Верувам дека психичката состојба на самите дечиња во текот на животот што им следува токму поради случувањата во нивното детство е огромен момент. Според УНИЦЕФ повеќе од 7,5 милиони дечиња се зафатени од самите војни, самите неправди кои што им се случуваат и тие одлучуваат во самите рани години, околу 10 години, да ги напуштат училишните обврски за буквално да се грижат за своето семејство. Колку влијае тоа во текот на нивниот живот и дали воопшто можат да го заменат понатаму тој недостаток? Да, секое отстапување од образование, секое предавање, односно каде што се економски принудени, е доста тешко понатаму да се надомести, меѓутоа не е невозможно. Не е јасно е дека има деца кои што мораат да привредуваат, за жал, меѓутоа исто така и тоа бара како може да биде надоместено оно што би требало да биде некој процес посветен, години посветени на образование. Али кога сте во ситуација да се грижите пред се за сигурноста и ако сте на праг на апсолутна сиромаштија или немате како да преживеете, тоа е немање избор и не до самите нив да се обидуваат како тоа да го надоместат, него до оние кои што имаат поголем пристап до моќ, поголемо богатство, ресурси и така натаму, систематски да го решаваат. За луѓето кои што не се загрозени, директно да ги развиваат своите капацитети за емпатија и разбирање на тој тип на луѓе и деца. Тие не се по своја волја во таа позиција, ниту пак некој би избрал да се откаже од училиште доколку има шанса. Ретко е да некој каже не сакам да се образувам, најчесто се е принуден да тоа го направи. А откако е принуден, после тоа му се префрлува зошто нема образование. Зошто не заврши училиште? Да, проблемот се уште постои во 21 век, многу нерешени прашања. Малку да се навратиме сега за меѓународниот ден, за Македонија, за вашата детска амбасада. Како планирате вие да го одбележите овој ден? Какви се активностите со оглед на ситуацијата? Со оглед на ситуацијата се намалени. Најголем дел од нашите активности се изведуваат со деца или со наставници, наставнички од училишта и градинки. Со оглед на денот се трудиме да го одбележиме, да го ставиме во јавен фокус најчесто или преку некое обраќање или преку некои разговори кои што се водат на оваа тема. И ова е некаде и поттик во јавниот дел, во јавната сфера и во Македонија да воспоставуваме некакви други денови, да се подсетуваме на можностите кои што ги имаме на страдањата на другите и колку можеме впрочем да помогнеме. Во моментов се трудиме да ги почитуваме секако сите мерки и да бидеме предпазливи во работењето, меѓутоа исто така колку можеме да надополниме она што недостасува од реалното гледање и дружење. И тука се некаде обидите и можностите децата да се изразат креативно онлайн, ние да бидеме во допир со луѓето со кои што соработуваме, со наставниците, наставничките, со сите останати групи колку што можеме, исто од безбедност и сигурност и да се трудиме да се залагаме за вредностите кои што ни се важни без оглед што сме на дистанца и оддалечени физички едни од други. Така, верувам дека имавме убав разговор, но како за крај би сакал да ве прашам околу активностите што следуваат, како здружение што би најавиле во иднина, односно не во иднина, туку во периодот што следува што ќе се случува. Па сега најсвежо е, чекаме да видиме нормализација за да можеме да почнеме со активности кои што се во живо, меѓутоа без оглед на тој тип на физичка присутност, готово истражувањето за врсничкото наследство во училиштата каде што работиме, ќе исклучиме со тие податоци наскоро. Се подготвува алтернативниот извештај за детски права од деца и се прави подготовка како да работиме уште подобро и поефикасно ако
продолжи состојбата од септември-октомври на овој начин во услови на криза и пандемија. Така, ви благодарам за гостувањето ова утро што бевте дел од нашата емисија. Ви посакувам убав ден, па се слушаме во наредна прилика. Ви благодарам што актуализирате прашања кои што се за нас исклучително важни.